Денеска во Кочани официјално е означен почетокот на работата на исклучително значајната холандска инвестиција на светски познатата компанија Антура, која во лабораториски услови се занимава со производство на семења за цвеќарство. На свеченото отворање присуствуваа премиерот Никола Груевски, кој ги потенцираше напорите за да се донесе таква компанија во Македонија. Денес ја отвораме новата фабрика во Кочани. Новата фабрика представува инвестиција од околу 6 милиони евра и ќе произведува семенски материјал за украсни цвеќи. Она што е значено за нас, за Кочани и секако за граѓаните, е што во фабриката веќе се вработија околу 150 луѓе, од кои најголем дел веќе поминаа низ посебни обуки во Холандија, Кина и во други држави. Ако на тоа се надоврзе фактот дека компанијата користи најсовремена технологија во својата област, станува јасно дека новата фабрика има огромна додадена вредност за овој регион, со тоа што ќе допринесе за многу нови знаења кај вработените во истата. Како и ефектите од нејзиното присуство во нашата држава. Во делот на вработувањето, покрај првично вработените 150 луѓе, во наредниот период се очекува бројката на вработени да се искачи на 300 до 400 директни вработувања, што секако е од особена важност за Кочани, за Виница, за Зрновце и сите околни населени места. Она што е исто така значено е што фирмата е целосно извозно ориентирана и ќе има свој допринос и во зголемувањето на македонскиот извоз во земјите од Европа и светот. Министерот за странски инвестиции Веле Сама ги истакна вонредните напори и долготрајните преговори со холанѓаните кои одлучија токму во Кочани да инвестираат над 6 милиони евра. Минативе 2 години мојот кабинет и менеджментот на Антура имавме интензивни состаноци со многу бројни институции. Имавме големи предизвици и ризици во одреден период. Менеджментот многу добро ги знае, но во светот кога има голема конкуренција, добра услуга и посветеност на работата не се важи баш најмногу кога се си функционира како што треба, кога системот работи, кога се е добро. Всушност, одличната услуга и посветеност се цени исклучително во моментите кога се справате со предизвици, со грешки, со потешкоти. Фактот што денес веќе има скоро 150 вработени покажува на нашата исклучителна посветеност и настојување она што сме го влетиле како влада и како држава да го исполниме. Градоначалникот Радко Димитровски не го криеше задоволството што Антура наместо во друга општина се реализира токму во Кочани, при тоа потенцирајќи ги заложбите на локалната самоуправа во обезбедувањето предуслови за реализација на инвестицијата. Создавањето услови за нови работни места и подобрување на квалитетот на живење на граѓаните се врвни приоритети не само на општината Кочани, не само на регионот, туку на цела држава. Токму затоа убеден сум дека Антура е пример кој ќе привлече нови инвестиции и ќе донесе нови работни места во Кочанско. А можности за тоа постојат како во земјоделието, така во бајскиот и планинскиот туризам и користењето на ресурсите на геотермалните води. Представникот на Антура изрази благодарност кон сите што на еден или друг начин придонеле за реализација за оваа за нив значајна инвестиција. Антура најдобро може да се опише како прагматична организација со предприемачки пориви. Организација со глобален опсег во која иновацијата станува стандард. Со јасна долгорочна цел, нашата организација постојано се менува и проширува. Клучен фактор за овој успех е флексибилноста. Со висока стручност за орхидеи и антуриум се стремиме да бидеме најдобри во тоа што го правиме. Секој ден низ целиот свет се произведуваат разновидни производи на Антура. Антура во моментот вработува близу 150 млади луѓе со тенденција на постојано зголемување. Годинава во лабораториите и коморите на компанијата ќе се произведат над 6 милиони единици, а за 2016 година се планира производство на над 20 милиони садни единици, наменети исклучиво за извоз.